Дали сте виделе мексикански бран на спортски настан? Ефектот е многу импресивен и се пренесува низ целиот стадион, без никој да се го смени седиштето. Сите бранови може да пренесуваат енергија од едно место на друго, без да се пренесува материја. Ова се прави со серија нарушувања или вибрации, кои што ја пренесуваат енергијата. Тоа е исто кога луѓето се движат само горе-долу, кога ќе им дојде редот. Брановите може да пренесуваат материја низ цврста, течна и гасовита средина, како и низ празен простор, кој се вика вакуум. Има два вида бранови, кои се прикажани детално во друго видео, но сите бранови ги имаат истите основни карактеристики. Овие 4 зборови опишуваат различни својства на брановите. Ајде да откриеме што значи секој од нив. Фреквенцијата на бранот е број на цели бранови кои поминуваат низ дадена точка за определено време. Временскиот период обично е 1 секунда. Вака изгледа еден комплетен бран, така што ако е ова временскиот период, фреквенцијата ќе биде 5. Фреквенцијата се означува со буквата F и се мери во херци. Херците мерат колку целосни циклуси има во 1 секунда. Колку луѓе стануваат секоја секунда во нашиот мексикански бран. Фреквенцијата и периодот често погрешно се поистоветуваат. Фреквенцијата се однесува на тоа колку често се случува некој настан, додека пак периодот се однесува на времето што е потребно да се случи настанот. Периодот на бранот е времето што е потребно за еден целосен циклус. Тоа е времето што е потребно едно лице да стане, да мавне со раката и да седне. Ова време вообичаено се мери во секунди. Кога некој настан се повторува, велиме дека е периодичен и периодот се однесува на времето потребно да се повтори настанот. Периодот на ротација на Земјата околу Сонцето е 365 дена. Периодот на еден ден е 24 часа. Периодот на еден школски час изнесува 45 минути. Сега да видиме за бранова должина. Брановата должина е растојанието меѓу точка од едниот бран и истата точка од наредниот бран. Например, 2 максимуми или 2 минимуми на 2 брана. Брановата должина се обележува со грчката буква ламда и вообичаено се мери во метри. Вредноста на брановата должина варира значително. X зраците се многу кратки, видливата светлина е овде и FM брановите се многу подолги. Досега ги разгледавме фреквенцијата, периодот и брановата должина. За крај, да ја разгледаме амплитудата. Како што патуваат брановите, тие создаваат нарушување. Амплитудата на бранот е растојанието од максимумот на нарушувањето до почетната позиција. Помислете на многу мирно море и потоа на бран што доаѓа. Амплитудата на бранот е висината од врвот на бранот до мирната површина. Дали можете да ги означите овие бранови и да ја определите фреквенцијата? На горниот цртеж е означено растојанието, а на долниот цртеж е означено времето. Стопирајте го видеото, комплетирајте ја задачата и продолжете кога ќе бидете подготвени. Дали ги определивте точно? Во друго видео ќе ја разгледаме брановата равенка и врската меѓу брановата должина и фреквенцијата. За сега, важно е да знаете што значат овие 4 клучни зборови. Ако ви се допадна видеото, притиснете на палецот насочен нагоре. Не заборавајте да се зачлените. Подолу може да напишете коментар доколку имате некое прашање. Можете да ја симнете и нашата апликација FuseSchool.